Токму на оваа музејска изложба која што ја организираме денес, сите заедно можеме да ги видиме документите кои ја променија нашата сегашност, а уште повеќе нашата иднина. Договорот за пријателство со Бугарија, договорот од Преспа, поканата за почеток на пристапни разговори со НАТО од 12 јули 2018 година, подпишаниот протокол за пристапување во НАТО од 6 февруари 2019 година и документите од првото наше учество на министерски состанок на Северноатланската алијанса од 13 февруари оваа година. Заедно со одликувањата на нашите војници и офицери, во музејската поставка се поставени одликувања доделени на воениот и на државниот врв за постигнатите успеси и придонесот за демократијата и мирот, кои немаше да бидат можни ако и ние не покажавме способност за промени. Токму таа способност за промени е тема на денешната дискусија. НАТО алијансата слави 70 години и смета дека вистинскиот успех се должи на тоа што се прилагодувале на времето и што носеле одлуки кои позитивно влијаеле на иднината. Токму поради тоа и ние велиме дека нашата држава ја менувавме, нашата држава минуваше низ реформи, меѓу другото за да биде подготвена да стане членка на НАТО, членка на еден подобар, развиен свет. Дозволете ми на самиот крај да кажам дека многу набрзо, како 30-та земја членка на НАТО, Северна Македонија уште сега сакаше да ја следи традицијата на Алијансата, воспоставена со издавањето на првите марки на НАТО во 1952 година од страна на Португалија и Соединетите Американски држави. Денеска официјално ја промовираме и поштенската марка издадена од страна на нашата пошти, благодарност за соработката, а по повод 70 годишнината од основањето на Алијансата. Во изложбата ќе можете да видите и како поштенските марки на НАТО се издавани во текот на сите овие години. Го одбележуваме 4 април, верувајќи во уште помирно, побезбедно и попросперитетно утре за сите нас. Гледајќи низ историјата, низ многу вакви поставки, се подсетуваме каде бевме и каде успеавме да стигнеме заедно, со многу труд, со многу работа, со многу одрекувања и честопати болни компромиси. Следниот 4 април на ова место немам дилеми дека заедно со овие важни документи ќе стои последниот печат, а тоа ќе биде документот со кој ние ќе се потврдиме како 30-та членка на најмоćниот воено-политички сојуз. Да ни е со среќа и да ни е со успех и оваа следна година.